2001 година тогаш Република Македонија беше нападната од единици на УЧК од територијата на Македонија, од територијата на Косово, а се зборуваше дека има и единици од албанска страна. Во одбраната на Република Македонија од нападот на УЧК 70 бранители загинаа, а повеќе од 300 беа потешко или полесно ранети. Бројот на травматизирани е уште поголем. Како достоинство, како политичка партија која што гледа во иднината на оваа држава, храбро и цврсто застанавме зад процесот на помирување помеѓу македонците и албанците, вклучително и помеѓу македонските бранители и пратеници и се извинувам и ветераните од УЧК. Ние простуваме, но не забораваме. Во 2002 година, веднаш по завршувањето на борбените действија, од страна на Министерството беа обештетени поголем дел од семејствата на загинатите бранители, како и војните инвалиди. За жал тоа не беше направено од страна на МВР, поради што одреден број на семејства на загинати бранители, како и војни инвалиди, беа принудени да тужат, добија оштета, потоа државата бараше таа оштета да биде вратена со камата. Овие случаи беа решени во 2009 година под силен притисок на достоинство. 4 од нив се провлекуваат до пред неколку месеци, кога благодарение на оваа влада и преговорите на достоинство успеавме да го надминеме тој горлив проблем и овие 4 лица кои што по повеќе од 10 години ја враќаа со камата земаната оштета, успеавме не само што престанаа да ги враќаат земаните пари, туку истите им беа вратени назад. Повторувам, благодарение на одлука која што донесе владата пред неколку месеци. За жал, со тоа овој проблем не се затвори, бидејќи се уште имаме 30 војни инвалиди кои што до ден денес не се обештетени и 15 семејства на загинати кои што до ден денес не се обештетени. Тоа што владата позитивно одговори на проблемот на 4 војни инвалиди кои што со камата ја враќаа земената оштета, нам ни даде надеж дека ќе го надминеме и овој горлив проблем. Достоинство преговара со владата веќе подолго време, изработивме една иницијатива владата да донесе одлука за надминување на овој проблем, но пред неколку недели од страна на опозицијската ВМРО ДПМН до Собранието беше поднесен предлог закон за измени и дополнување на популарно наречениот закон за бранители, односно законот за посебни права на припадниците на безбедносните сили и членовите на нивните семејства. За жал, пред неколку дена овој закон, иако дојде на дневен ред на Собранието, за да биде утврдена потребата од негово носење, пратениците од владеачкото мнозинство, вклучително и СДСМ, со исклучок на неколку пратеници, гласаа против. На тој начин законот не го доби потребното мнозинство да продолжи во понатомошните етапи во Македонското собрание. Како достоинство, силно сме разочарани, огорчени и револтирани од односот на пратениците на СДСМ, кои што не дадоа поддршка на овој закон, иако од страна на предлагачот ВМРО ДПМН постоеше добра волја за подобрување на законот, поради што и остваривме една работна средба со пратеникот Ковачки, кој што прифати по утврдувањето на потреба за носење на ваков закон да прифатат одреден број на амандмани со кои што текстот на законот ќе биде подобрен. Како што реков, таа можност е затворена и законот не беше донесен. Со оваа пресконференција апелираме до владата на Република Северна Македонија. Апелирам до премиерот, до министрите за внатрешни одбрана, кои што досега сите тројца покажаа добра волја за надминување на овој проблем, да соберат сила, да покажат доблест и одлуката која што иницираше достоинство во декември минатата година да ја донесат на влада најбрзо што можат. Во спротивно, Централниот комитет на политичката партија Достоинство сериозно ќе разгледа можноста од наше понатамошно останување во коалицијата предводена од СДСМ, во која што се наоѓа и ДУИ, бидејќи повеќе од јасно е дека проблемот со неносење на законот, а и владината одлука се пречките кои што ги прави коалициониот партнер на СДСМ ДУИ. Како што реков во разговори со премиерот, кај премиерот Ковачевски постои добра волја ова прашање да биде надминато, кај министрите за внатрешни и одбрана исто така постои добра волја за надминување на овој проблем, но според мене кочницата е во ДУИ.
апелирам до ДУИ како партија која произлегува од редовите на УЧК, исто така да покажат малку доблест и да дозволат да се реши овој горлив проблем кој што ги прогонува македонските брнители, како и семејствата на загинатите брнители повеќе од 22 години. Едно од семејствата кое што е необештетено е и семејство на загинат полицаец, припадник на посебната полициска единица, кој беше убиен и запален во заседата кај Вејце. На мојот приватен Facebook профил граѓаните може да погледат само парче од неколку минути исечок сведоштво на таткото на загинатиот брнител, како и на еден полицаец кој што учествувал во извлекувањето на телата на загинатите брнители во заседата кај Вејце. Се работи за траурни, вознемирувачки снимки, но целта е и граѓаните и владата да видат за кои луѓе бараме оштета. Како достоинство тоа упорно го правиме од нашето основање веќе 15 години и од ова барање нема да се повлечеме. Дури, како што реков, и по цена на напуштање на коалицијата со СДСМ. Кажуваат дека ВМРО, ДПМН и СДСМ даваат подршка за овој закон. Зошто ще седнат маса со тие две партии да го изгласаат тој закон без ДУИ? Јас во повеќе наврати разговорав со Јован, координаторот на СДСМ, кај нив постоеше добра волја, ние бевме во, би рекол, внимателни, долготрајни преговори и искрено очекував дека ќе се најде решение. ВМРО ДПМН поднесе нивен предлог закон пред неколку недели, иако и тој е на еден начин инициирано достоинство, конкретно од ово исто место, каде што пред неколку месеци, односно на 22 март оваа година, се поклонија делегации на председателот, владата, министерот за внатрешни работи, како и делегација на ВМРО ДПМН. И тогаш пратеникот Ковачки најави дека ќе поднесат ваков предлог закон. Како достоинство, ние сме благодарни затоа што поднесува предлог закон кој што содржаше неколку слабости, но како што веќе реков, беа подготвени преку амандмани истите да бидат отстранети и законското решение да биде подобрено. За жал и покрај надежта која кај нас се појави од разговорите со премиерот и координаторот на СДСМ, сепак на крај СДСМ гласаше против. Можеа да гласат барем воздржано, како што направи ВМРО ДПМН во 2009 година, кога достоинство со 30.000 подписи поднесе исто така нов предлог закон за брнителите. Вака добиваме впечаток дека политичките партии ги почитуваат повеќе брнителите тогаш кога се во опозиција, но овој пат имаме цврсто убедување дека ВМРО ДПМН, кои што веќе самите го поднесу овој закон, некогаш кога ќе дојдат на власт, истиот ќе го иницират повторно во собранието и верувам дека ќе обезбедат мнозинство да помине. Но затоа, бидејќи ова прилика е пропадната, собранието мислам дека најмалку 6 месеци не може повторно да стави ваков закон на разгледување, останува отворената можност владата да постапи по иницијативата која што достоинство ја поднесе во декември минатата година, која што патем ја поднесуваме неколку пати сите овие минати години. За нас со достоинство, брнителите, како и семејствата на оние кои што загинаа, секогаш остануваат на прво место, но во политиката треба да се покаже мудрост и трпеливост. Ние сме исто така многу револтирани од позитивната дискриминација кон нашите сограѓани албанци. Секојдневно сме сведоци на низа привилегии кои што ги уживаат наши граѓани албанци само затоа што се албанци. И не гледаме каде е проблемот 50 на луѓе, вклучително и војните инвалиди и членовите на семејствата на загинати, да бидат обештетени. Затоа повторно апелирам до партијата која што произлезе од редовите на УЧК, ДУИ, да покажат малку човечност, малку доблест и да дозволат владата да ја донесе оваа одлука со која што ќе го надминат овој горлив проблем. При тоа сумата, според нашите евиденции, не би надминувала 500-600.000 евра, што е само еден мал дел од сумата која што е потребна за изградбата на автопатот или фирмата која што ќе го врши надзорот на овој автопат. Повелете доколку имате прашање. Уште едно прашање. Вие сте избран директор од владата и вие бевте платени во зголемување плата од 78%. Колкава плата земавте минатиот месец? Големена. Колкава? Платата ќе ја кажам тогаш кога ќе каже премиерот. Во овој момент, колку што можам да видам од владата, никој не излегол со ваков податок. Ќе ве замолам официјално да се... Денес ке звучи 150.000.
мојата плата е 115.000 од овој месец. До минатиот месец беше 64.000 и со оваа пресконференција најверојатно се откажувам од таа плата. И ја земав само еднаш, воопшто не жалам, воопшто не ми е криво, доколку се повлечеме од коалицијата. Ние со СДСМ имаме добри релации, за многу прашања се согласуваме, имаме позитивна соработка овие 6-7 години додека сме на власт, за многу работи ни излегле во пресред, но ова горливо прашање е она на што се подпира целото достоинство. Згазена е не само политичката партија достоинство, туку и достоинството на сите македонски бранители, дури и на оние кои не се ранети, дури и на семејствата кои што ги имат живи нивните синови. Значи ние сочувствуваме со нашите ранети соборци кои што се уште не се обештетени, сочувствуваме со семејствата на загинатите бранители и токму како што кажавте, со оваа пресконференција најверојатно се откажувам од таа зголемена плата, бидејќи има нешто поважно од пари, а тоа е нашето борбено достоинство. Околу мостот да Ласица, дали имате некакви првични информации околу штетите, причините за пожарот? Оваа пресконференција на политичката партија Достоинство, Добро, баш да бъде. барем да изгледам вртоврската да се претворам во директор на Safety first. мостот е забрнат и за возила и за пешаци. И пешаците не треба да минуваат по него, колку што можев да забележам, постои ограда на мостот, која што го спречува минувањето на преку мостот. За жал, повеќе граѓани поминуваат по него, но јас апелирам да не го користат овој мост, бидејќи таква е одлуката на градот Скопје, која што се заснива на стручни мислења од стручни лица. Немате нека информација околу штетата, колкава е причина, Не, каква е... за сите овие информации ќе се обратите до градот Скопје. Ние не навлегуваме во детали, нас не интересира безбедноста на граѓаните, тоа што секогаш за нас е на прво место. Ви благодарам, од прилика, тоа е оно што сакам да го кажам. Благодарам за покривањето на нашата денешна пресконференција.